Почитувани граѓани, почитувани битолчани, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, почитуван шеф на делегацијата на Европската унија во нашата земја, драг пријателе, амбасадоре Дейвид Гир и представници на Европската делегација, почитувана министерке за култура Ирена Стефовска, почитувана градоначалничке на општина Битола Наташа Петровска, почитувана директорке, почитувана пратеничке кои што сте денеска со нас, раководители на локалните и на државните институции, МКЦ, кои што сте овде денеска сите со нас, почитувани представници на локалната, законодавната и извршната власт. Ми представува и мене посебно задоволство и чест, затоа што заедно со шефот на делегацијата на Европската унија во нашата земја, амбасадорот Дейвид Гир, и со градоначалничката на општина Битола Наташа Петровска, заедно со пратеници, министри и директори од локалните институции, националните институции, можеме да објавиме дека завршуваат работите на реконструкцијата на римскиот пат, односно на пристапниот пат што води од Битола до античкиот локалитет Хераклеа Линкестис. Со оваа реконструкција на пристапниот пат до Хераклеа Линкестис, така наречен римски пат, кој вклучува и пешачки зони, соодветно хортикултурно уредување, инсталации на соларно осветлување, бројни посетители и туристи од земјата и светот ќе имаат соодветен пристап до споменичните вредности Хераклеа Линкестис. Реконструкцијата и другите градежни зафати на римскиот пат се во рамките на проектот Смарт Култур, кој се спроведува во рамките на програмата на Европската унија за прекогранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија со инструментот ИПА-2 за 2014-2020 година. Општина Битола, како водечки партнер во проектот, ја спроведува активноста за реконструкција на пристапниот римски пат до локалитетот, вклучително и некои дополнителни инфраструктурни зафати во археолошкиот локалитет Хераклеа Линкестис, а од албанска страна се реконструираше постоечката стара училишна зграда во село Глобочани во Пустец. На тој начин, овој проект прави свој значаен придонес за прекограничната соработка во регионот, кој долгорочно има за цел да го зголеми квалитетот на туристичката понуда со поширокиот регионален опфат, почнувајќи од Битола, преку Преспа до Корча. Радува фактот дека прекограничната соработка продолжува и понатаму и за таа цел се развиени уште 5 туристички пакети за регионот Пелагонија Корча, кои се во фаза на подготовка за промоција. Сите тие и другите слични проекти се значаен придонес за живувањето на овој регион, кој има многу скриени убавини, кои туристите се уште ги немаат откриено. Посебна благодарност сакам да изразам од името на владата, до делегацијата на Европската унија и амбасадорот Дейвид Гир, што возможи алоцирање на европски пари токму на ваков вид на проекти и конкретно за овој проект овде, кој што е од голема важност за Битола, Пелагонискиот регион, но и за цела Република Северна Македонија. Честитам до општината, до Хераклеа, до градоначалничката, Министерството за култура, Советот на општина Битола, но и до сите министри и институции кои што помогнаа да се реализира овој проект. Благодарност до изведувачите, секако за тоа што е сработено. Посакувам со здравје да го користиме и да се гордееме со сите овие новини кои што ги имаме овде. Благодарам.